Оваа недела се одржува бизнис настан Macedоnia Manufacturing Expo. Трета година поред се одржува овој настан. Дали е зголемен бројот на компании кои што македонски, кои што станале добавувачи на странските компании? Да, секако, инаку не би можеле да го оправдаме своето постоење. Значи, МАМЕИ, Асоциацијата на метална и електроиндустрија на Македонија, годинава слави мал јубилеј, го славиме нашиот 5-ти роден ден и самото организирање на овој настан ја објаснува целта поради која што беше оформено. Зголемување на меѓусебната соработка помеѓу македонските компании, пред се, заедничко настапување на саеми, заедничко аплицирање на проекти и доаѓање до странски партнери. Првото издание на Macedоnia Manufacturing Expo се одржа во 2016 година. Броеше околу 40 на фирми како македонски добавувачи и 20 на странски купувачи. Второто издание беше 2018 минатата година. Имавме веќе 60 македонски добавувачи, 30 странски купувачи и 400 одржани состаноци. Годинава го прошируваме настанот, бидејќи како резултат на партнерството со Канцеларијата на германското стопанство во Македонија, настанот веќе добива малку посериозна нота. Пред се го направивме од еднодневен дводневен настан и покрај B2B средбите кои што се уште во фокусот, постои експозона и еден сериозен конференциски дел во кој што цело време на две паралелни локации, односно ќе има во цело време трајање два паралелни панели кои што ќе се занимаваат со обработка на теми кои што се поврзани со индустријата, со конкурентноста, како да се стане добавувач и така натаму. Така што веќе оваа година имаме од страната на добавувачите не само македонски компании, туку има компании од Србија, Црна Гора, Албанија и Косово, и веќе има 100 пријавени компании и 35 како купувачи, меѓутоа ова се само компаниите регистрирани во системот, секогаш се случуваат и незакажани состаноци, така што очекуваме навистина многу повеќе. Што е тоа што странските компании го барат како услови, што треба да ги исполнат македонските компании за да станат нивни добавувачи? Затоа што знаеме од година во година и со странските компании кои што се присутни овде се зголеми бројот на добавувачи, меѓутоа сепак тоа е мал број и има многу голем потенцијал во иднина. Да, секако. Значи, заедно со Канцеларијата на германското стопанство веќе 5 години поред ја организираме иницијативата за Западен Балкан, каде што сепак сме горди затоа што првата година само една македонска компанија ги исполнуваше условите, а оваа година веќе 10 бевме присутни. Тоа покажува исто така, за нас беше исто така некаков показател дека треба да се работи со македонските компании, дека им треба помош. Една од причините што решивме да организираме таков настан во Македонија беше и тој. А од друга страна, привлечно беше секогаш е попривлечно за странските компании кои ќе можат и да ги посетат домашните компании. Така што едукација од секаков вид, поготово зборувам за малите и средни предпријатија, затоа што најголемиот број од компаниите од метална и електроиндустријата се сведува на мали и средни компании. Меѓутоа се гледа виден напредок. Процесот да се стане добавувач извозник не е краток, за жал, меѓутоа секогаш се исплати и е на долгорочна стратегија е многу исплатлив процес, така што континуирано учење, континуирано напредување на процесите во самата компанија, на кадрите на компанијата, значи многу повеќе од кои какви машини има, тоа е така малку балкански синдром, морам да искоментирам сепак, бидејќи е на некој начин машка индустрија и
така изгледа кога ќе запознаете компанија од Балканот, тоа е на првиот акцент. Јас сметам дека тоа е една компонента која што е битна, меѓутоа има многу други работи кои што во рамките на една компанија треба да се средат, за да се бидејќи ние со технологија не може никогаш да ја добиеме таа трка, секогаш ќе има компании со многу подобри машини. Меѓутоа, нашата шанса како добавувачи е знаење, флексибилност, тоа и тоа што го очекуваат странските компании за нас, интеракција во процесот. Затоа што и тие не се совршени, многу често има проекти кога имаат многу краток рок, кога треба заеднички практично да се развие производот, тука се нашите шанси. Заради самата инфраструктура на компании, може би не секоја компанија може да стане добавувач на автомобилска индустрија, што е прво капацитетите се тие кои што тешко можеме ние со овие димензии, меѓутоа и тука за одредени типови на производите како можеме и тие капацитети се повеќе компании ги развиваат. Меѓутоа постојат и многу други индустрии надвор од автомобилската и можеби некои средни компании од Германија или Швајцарија за кои што ние можеме да бидеме одлични партнери и добавувачи. Така што треба да се инвестира во стандарди, во знаење и да се биде присутен. Без присуство не може да се постигне. Имаат ли доволно македонските компании средства? Нели рековте дека една од причините е да посетуваат многу сајми за кои што знаеме дека има поддршка од државата, меѓутоа сепак дали домашните компании се спремни да одговорат, дали се повеќе конкурентни и дали имаат можеби недостиг на кадар со оглед на тоа што во последниот период слушаме информации и статистики дека голем дел од младите се иселуваат и овие кадри кои што се во оваа афела се конкурентни во странство. Секако, се потешко, самиот момент што земјата се отвара и сите глобални случувања и текови по-лесно не допираат. Нашиот проблем е што сме мали, сме пофрагилни, тоа многу подрастично се чувствува. Значи, тоа е процес кој што ќе продолжи и понатаму и ќе мора да се најдат, што значи дека уште повеќе ќе се доведе во прашање конкурентноста на компаниите. Заради тоа мора да се работи. Финансиски средства, мислам, факт е дека ни една македонска компанија нема доволно. Меѓутоа, по мене битно е да се смени мајндсетот и решителноста, затоа што на крајот на денот еден настан од типот на балканска иницијатива, кај што може да се сретнеш со менаџер за набавка на одредена компанија, напред закажан состанок, значи едно такво патување не чини повеќе од 500 евра. Еден саем чини, да речеме, лет на големини 10.000 евра. Не мислам дека овие се бројки кои што ни една компанија не може да си ги дозволи. По мене, пред треба да се земе кредит или да се инвестира во саеми, во нов производ и во едукација и во стандардизација, отколку една машина во нашата индустрија од рангот од 100.000 евра нагоре. Така што, по мене е секако дека е тешко да се посетуваат саеми и скапои, меѓутоа има начин, има различни проекти. Годинава Инвест Македонија за прв пат го финансираше штандот во Хановер, се надеваме следната година дека ќе продолжи, дека ќе биде поубав, дека ќе имаме подобар настап. Меѓутоа, нешто што го иницииравме во МАМЕ и меѓу себе е организирање помеѓу самите членки и заедничко настапување на саеми. Веќе годинава во Франкфурт Завари Раде Кончар има заеднички штанд, така што и тоа е некаков начин како да се скратат трошоците.